Океј, дечки, денеска ќе зборувам за разочарување и како после разочарување и што човек да направи од кога ќе се разочара, или уште подобро речено не треба да се разочара, нема не секогаш го контролира човекот тоа разочарување, поради тоа што во суштина е неисполнето очекување. Разочарување е неисполнето очекување и чувство кое што човекот го добива после неисполнето очекување. Сега, кога зборувам за ова, луѓето велат тогаш дали треба човекот да очекува нешто. Сега, гледате, јас мислам дека човекот треба да очекува работи. Нели имате ситуација каде што треба да очекувате дека убаво ќе си поминете некаде. Некојаш луѓето не очекуваат некои работи и точно е, некојаш кога човекот не очекува убаво ќе си помине поради тоа што нема некои големи очекувања и така натаму, и тоа е слика која што човекот ја има за нештото, но мислам дека кога човекот очекува, му дава валидизација на тоа од кое што очекува. Гледате, ако имате очекувања големи од, не знам, некој настан или од некој бенд што ќе дојде да свири и имате очекувања, дека ќе се поминете убаво, тоа значи дека верувате на тој бенд, верувате на таа група, затоа што имате високо мислење за неа. Сега, често пати луѓето одат со неочекување поради тоа што не знаат што да очекуваат. Обично луѓето одат со неочекување кога не знаат што да очекуваат од нештото и тогаш немаат очекување и обично кога ќе има нешто што е позитивно и добро, поради тоа што они не го знаеле претходно нештото, вау, ќе си поминат супер и имаат многу убаво чувство. Но кога некого знаете, или кога некој човек, или некоја дестинација, или некоја група, или некоја организација, имате високо мислење за тоа нешто, тогаш човекот очекува дадени стандарди и даден тип на работи кои што човекот сака да се десат. Сега, кога човекот нема да го добие тоа кој што го очекува, него му паѓа емоцијата. Гледате, него му паѓа емоцијата. Сега, како човекот да не падне со емоцијата од кога ќе се разочара или што се случува при разочарување? Ние секогаш кога имаме надеж и кога имаме некое позитивно очекување, имаме убава емоција. Гледате, спротивно на разочарувањето е некоја убава емоција. Сега гледате, луѓето до кај одат? Они одат со идеја дека па ја више ништо не очекувам, за да не се разочарам. Но гледате, разочарувањето доаѓа како резултат на неисполнување на нешто на кое што сте се надевале или очекувале. Сега, ако таа емоција падне, значи дека претходно сте имале некоја добра емоција во врска со нештото. Така да, ако имате човек кој што е разочаран, или ќе видите некој човек кој што е циничен, или некој човек кој што е саркастичен, но не очекува, тоест очекува негативно, ми текнува дека еднаш зборев за наивна душа. Наивната душа очекува. Тоест, наивната душа очекува, ама не се разочарува. У смисол, може да се разочара, ама не смее да се разочара до тој степен да не верува повеќе. Но ако имате луѓе кои што лесно се воодушевуваат, лесно се восхитуваат и у суштина му приоѓаат на животот со сакам нешто да знам, сакам нешто да истражам, сакам нешто да видам, сакам нешто да сватам. Гледате, тоа е еден тип на љубопитност и заинтересираност. И кога човекот продолжува да има таа љубопитност и заинтересираност, на него емоцијата секогаш ќе му биде висока. Ама човекот кој ќе се разочара, после тоа му се намалува таа љубопитност и заинтересираност да истражи, зошто? Поради тоа што почнува да не верува. Поради тоа што разочаран, значи не е веќе очаран. Но овој збор има многу убаво објаснување во англискиот јазик. Денеска малку ќе зборам на англиски, односно ќе ви го објаснам зборот разочаран на англиски јазик, поради тоа што разочараноста како термин, која ќе го видиме во англискиот јазик, ни дава најубаво објаснување што треба да правиме ако човекот се разочара и како да ја врати позитивната енергија од кога ќе се разочара. Затоа што гледате како е зборот разочаран на англиски. На англиски зборот разочаран е disappointed. Гледате, некој кој што е разочаран е disappointed. Ајде да го напишам збор на англиски. Disappointed. Disappointed се состои од два збора. Вајде со едно S или со две S. Не знам. Не ме
вајде со едно S, или е со две, не знам ни ја како е. Ама ајде го речеме disappointed е со едно S, ќе го речеме. И зошто со едно S ќе го речеме? Поради тоа што во кованицата на англиските зборови, кога ќе се прават англиските зборови, зборчето this обично има негација. This во овој случај на зборот значи не. Значи во кованицата на самиот збор има контекст не. А зборот appointed е некој кој што е назначен. Ако имате луѓе кои што се appointed, тие се назначени. Например, имате некој човек кој што е appointed на некое работно место. И гледате, он е назначен на тоа работно место. И он на тоа работно место на кое што е назначен, он има улога и функција. Гледате, на човекот кој ќе му даете улога и функција, му давате игра. Човек кој што нема улога и функција, он не е во играта на животот. Значи, некој кој што е appointed, вајда е со this и со две P. Веројатно е така. Disappointed се пише disappointed. Океј. Да. Disappointed со две P. Disappointed значи дека не е назначен. To be appointed. Гледате, to be appointed. Appointed е да си назначен за нешто, да си назначен во некоја игра. Сега ти си голман, сега ти си нападјач, сега ти си менаџерот, сега знаеш што, ти ќе се јавиш на луѓето. Имаш улога, имаш цел, си дел од играта и ти доаѓаат секогаш убави емоции. Гледате, а ако човекот стане disappointed, тоа значи дека нема улога и функција. Тргнате од играта. Крај. Играва завршила. Гледате, кога човекот ќе се разочара, му завршува играта во која што тој се надевал. Сега сме ние малку будалести да мислиме дека е само таа игра. Гледате, луѓето кога ќе се разочарат, они мислат, само таа игра е. Не е само таа игра. Имаш многу други игри. Само што во моментот на губењето на позитивната емоција, која човекот има загуба при разочараност, таа загуба тригерува многу минати трауми. Ви текнува дека зборував за тоа дека имаме ум. И тој ум има два дела. Ќе зборам малку за тоа понатаму. Зошто разочарувањата се тешки на луѓето, ќе ви објаснам зошто се тешки на емоционално и ментално ниво. Значи, гледате, disappointed значи дека тој не е назначен. Нема тек напред. Нема игра, затоа што не е назначен. Ама зборот appointed, која ќе го разложите во англискиот збор, appointed, а во кованицата на англиските зборови значи to или да биде, pointed е насочен. Не е насочен. Не е насочен. Со други зборови, pointed во англискиот јазик, ако земеме само зборот pointed, значи некаде оди. Значи има некоја цел, има некоја визија, цели кон нешто. Disappointed значи нема цел, нема насока, нема правец, не оди никаде. И она што се случува кога човекот не оди никаде, она што се случува се враќа минатото. Поради тоа што минатото го држиме под контрола се додека имаме иднина. Во моментот кога човекот нема иднина, минатото почнува да се враќа назад. Поради тоа што гледате, ако вие како луѓе, ајде кажеме сте ова вие, и одите во иднината кон некоја цел, имате цел, значи имате насоченост, имате улога и функција, сте во некоја игра, и одите кон целта со 100 км на сат. Гледате, минатото, ајде да речеме, измислувам сега, секако ова се произволни бројки, минатото доаѓа со 30 км на сат. Ама гледате, вие секој сат на минатото му бегате 70 км. Зошто имате насока, поради тоа што одите некаде. Во моментот кога човекот има разочараност, он нема кај да оди, поради тоа што целта кон која што се надевал и кон која што стремел, ја нема, сонот е уништен.
Со други зборови, иднината е уништена и она што се случува, човекот останува стационарен тука, прво му се губи иднината и само по себе е загуба, затоа што е загубил иднината, е загубил играта. И второ, кога ќе ја загуби иднината, она што се случува, човекот почнува да му се тригерува минатото во кое што тој веќе имал многу загуби. Затоа што и минатото имало загуби. Загубил едно, загубил друго, загубил трето, загубил четврто и сега што се случува, загубил иднината, зашто разочараноста е загубена иднина. И сега кога човекот ќе ја загуби иднината и станува разочаран, она што се случува, се тригеруваат минатите загуби и минатите емотивни болки. И она што се случува, човекот не го гледа тоа, но фактички му е тригерувана мината загуба. И под дејство на таа загуба која што се случила сега, значи таа потенцијална иднина во која што тој верувал, не е остварил, потенцијалната иднина, он за тоа креирал енергија. Зошто луѓето креираат енергија? Луѓе не креираат енергија за минатото. Гледайте колку интересно. Никој не креира енергија за минатото, луѓе креираат енергија за иднината. И што се случува? Имало потенцијална иднина, имало слика, имало визија, имало идеја, која што одеднаш ја снемува, вум. И сега умот во тој момент нема зошто да креира енергија. И он кога нема зошто да креира енергија, телото ја нема енергијата. Е сега не само што ја нема енергијата за иднината, него поради тоа што само по себе е загуба, таа загуба ги тригерува загубите кои што се случиле во минатото на некои слични теми или не така слични теми, затоа што минатото е полно со загуби. Полно е со трауми. Кога зборев за тоа дека имаме ум, нели зборував за тоа дека имаме аналитичен ум и дека имаме реактивен ум. Аналитичниот ум е свесниот ум, каде што човекот со него размислува здраворазумно. Аналитичниот ум дава планови за иднината. И тоа е светлиот ум. Кога ќе видите некој човек светол, бистар, има планови, има енергија за иднината, ќе видите дека он е светол. И кога ќе видите човек кој што му се потонати сите бродови, поради тоа што мисли дека нема иднина, човекот е поразочаран, енергијата не му е светла, туку дошло до тригерување на минатите трауми, кои што фактички во себе имаат некој тик на емотивни болки, тага, разочараност, негативност, од кој што се случило од пред 10 години. Сега тоа што тој му се случило таа загуба потенцијална за иднината, само ги тригерува и ги враќа минатите трауми и минатите разочарувања кои што фактички му се случиле на човекот. Станува збор само за тоа. И кога човекот ги има реактивирано тие трауми од минатото, неговиот аналитичен ум не е буден. Аналитичниот ум е ум кој што е многу добар, кој што е феноменален, кој што не прави грешка, и ќе нацрта малку појасно да го видиме тоа. Ајде да речеме еве го умот. Имаме, рековме, аналитичен ум, имаме реактивен ум, ова што ви го зборуваме објаснето во една преубава книга се вика Дианетика од филозофот Хабард, каде што зборувам како да го исчистиме тој реактивен ум од тие трауми. Но во текот на животот, ајде да речеме, луѓето се раѓаат со даден број на потенцијал, дадена количина потенцијал. Имаме, да кажеме, деца. Сте ги виделе деца, вака изгледат. Имаат многу потенцијал. Ама како тече животот, се случува трауми. И она што се случува, тие крадат дел од вас. Па после 20 години, луѓето стануваат вакви, и уште 20-30 години, стануваат вакви. Е сега, зошто? Поради тоа што траумите од минатото крадат дел од вашата животна сила. Затоа паѓаат луѓето со емоцијата. Гледайте сега, во овој аналитичен ум, што рековме, се снимаат снимки од убави или неутрални работи. И тој ум размислува, тој има потенцијал да размислува и да наоѓа решенија паметни во врска со иднината и во врска со обстанокот на човекот. Но што ќе се случи кога тој ум бива оптеретен од траумите од минатото? Гледайте, кога тој ум бива оптеретен од траумите од минатото, тој ум прекинува да бара решение и тој ум прекинува да мисли на иднината. Затоа што кога човекот ќе се разочара, му се тригеруваат тие минати трауми кои што човекот ги добил
И тие минати трауми во себе носат болка. А што рековме? Дека болката ја гаси свесноста. Ако некој човек штипнете, он ќе добие болка, свесноста ќе му се намали. Ако некој човек си изгори на пегла, на рингла, на кафе, 5 секунди не е тука. Кога ќе влезете под туш и сте заборавиле да ја наместите славината и ќе се попарите со вода, едно 5 секунди не сте тука, така? Затоа што болката ви прави безсознани. Сега, има два типа на тие трауми. Знам дека се повторувам, многу често, но ова е во основа на сите проблеми што човекот ги има, поради тоа што човекот не го разбира сопствениот ум. И сега ќе ви го кажам механизмот позади разочарувањата и зашто човекот има проблем кога ќе се разочара. Сите тие трауми кои што човекот ги има, објаснувам за ова филозофот Хабард, вели дека и самата болка е секогаш загуба. Дури кога ќе се изгори на прстот, вика ги губи клетките на прстот. Секоја болка е загуба. Затоа што си му земал нешто на некој човек. И кога ќе му земеш нешто на некој човек, фактички правиш темнина ке него, поради тоа што е болка. Болката е темнина. Добивката, нешто што си го добил што ти убаво, некој ќе ти даде комплимент, ќе ти дадат подарок убав, ќе ти дадат иднина, ќе те назначат на некое работно место, ти дале иднина, гледате, он ти дава и ти осветлуваш затоа што имаш надеж, имаш иднина, имаш простор, имаш идеја за што ќе правиш, животот има значење и затоа човекот станува светол. Затоа што има план за иднината. Ниедно дете што ќе стане од сабајле или повозрасен човек што нема план за иднината, не може да изгледа светол. Затоа што го него користи потенцијалот на аналитичниот ум за да најде решенија. Затоа што ако не му дадеш на умот иднина, нема да му дадеш препреки за да ги најде решенијата. Ако му дадеш иднина, му даваш препреки и аналитичниот ум се вклучува и му станува интересно за да ги најде решенијата поврзани со животот и обстанокот. Но ако човек се разочара, он веќе сте му земале целта. Сте му земале нештото во кое што тој верувал, сте му земале нештото кое што му било игра за аналитичниот ум да може да му најде решение. И сега што прави човекот? Он фактички почнува да биде оптеретен со работи од минатото кои што подсвесно уствари се тригерувани од оваа загуба која што само што му се случила. Рековме, има два типа на трауми. Тие трауми филозофот Хабард ги нарекол енграми. Енграм значи запис во умот од нешто неубаво. Ен во, зборот грам доаѓа збор графија, што значи пишување на грчки. Енграм значи запис во умот од нешто неубаво. Имаме два типа на енграми. Енграмите можат да бидат на физичка болка или на психичка болка. Гледате, енграмот на физичка болка е момент кога си се изгорел, си се пресекол, нешто физичко ти направило болка. И таа болка, што рековме, го гаси свесниот ум и затоа тие мемории се регистрираат во тој реактивен ум кој што е погруп ум. Тој е направен за да ја регистрира вашата болка, за да може да ја трпите болката. Аналитичниот ум не е направен за болка, тој е направен за убав муабет, за разбирање, за фини нешта во животот. Реактивниот ум е за нефините нешта во животот, за неубавите нешта во животот, затоа што тој е грубиот ум кој што ги регистрира траумите на човекот. Значи имаме два типа на енграми, едниот е на физичка болка, другиот е на психичка болка или емотивна болка, и тоа се моменти на акутна загуба, како што не дај Боже некој стар баба дедо да умреле, на пример, или некој куче може милениче да умре, или колата му ја украле, или закана за загуба. Може би кучето се разболело, не умрело, ама е у ветеринарна болница, има закана за загуба. Значи моменти на загуба, закана за загуба, акутна и шокантна загуба, некој не дај Боже дедо баба починале, или може да биде милениче. Папагалот умрел на девојчево. Точекот му го украле како мал. Знаете, тоа се трауми за некое дете да му ја земат топката и не знам комшијата со нож да му ја пробуши е загуба. За него тоа е загуба. Ма гледате, тоа стајало траума во умот на детето кој што има 5 години. За него тоа е траума. За вас 50, 60, 45 години си викаш смешка работа, веќе купиме нов баскет или нов фудбал, ама за детето е траума. И кај него во неговиот ум е регистриран даден тип на емоционален набој. Тоа е негативен набој. Тоа е негативна емоција која што е регистрирана во тој ум, поради тоа што станува збор за акутна. Акутна значи брза, ненадејна. Хронично е нешто што трае, акутно значи е нешто кое што само што се случило.
Значи, таков тип на некој акутни, на некој момент на акутно одземање на нешто. Затоа што е болка и загуба? Нешто кое што ти не си сакал да ти биде одземано, а ти е одземано. Ти ако нешто не го сакаш, си викаш дај ова да го дадам. Не ти е загуба. Што ти е загуба? Загуба ти е нешто кое што си сакал да го имаш, ама некој ти го земал. Си сакал да го имаш, ама некој ти го земал. Само да ви кажам една работа. Никој не може да ви го земе животот, никој не може да ти ја земе иднината. Ти се сложуваш да некој ти ја земе иднината и да ти го земе на тој начин животот. Пори тоа што загубата и болката поради загубата доаѓа од нешто што ти не си сакал да ти го земат, ти го земале. Разбирам дека не е убаво. Ама што да правиш? Ти го земале. Ти ја земали иднината. Ти ја земали иднината се дека не поставиш нова. Никој не може да ја земе иднината. И затоа никој не треба се разочарува. Поради тоа што ти си у таа болка се доека не поставиш нова иднина. Се доека не поставиш нова цел. Се доека не одлучиш да одиш понапред во животот пак. Затоа што нештото кое што го сакаш ќе дојде, но во животот има препреки. Се си викаш зашто тебе? Се случуваат такви моменти. Но поентата е да ја вратиме целта. Но да се вратам на ова што го зборев за овие енграми, тоа се моменти на физичка или психичка траума. Сега гледайте, имаме енграми на физичка и на психичка болка. Сега, она што се случува, кога човекот добива болка на психичко ниво, тоа е разочарување. Гледате, човек не се разочарува ако се го удри прстот. Ме боли прстот, се разочарав. Луѓето обично се разочаруваат кога ќе дојде до психичка болка, не? Значи, вие сте очекувале, сте имали иднина и сте добиле психичка болка. Сега, зашто душата ве боли кога имате разочарување? Гледайте колку интересно. Душата ве боли поради тоа што таа загуба, која што само што се случила, тригерува загуби кои што се од многу порано. И тие загуби кои што човекот ги добил во животот од мали нозе се поврзани меѓу себе и прават еден тип на ланец. Како ланец се прават тие загуби. И сега оваа загуба е само уште една случка од целиот тој ланец на слични случки кои што му се случиле на човекот од претходно. Ме разбирате? И сега што се случува? Таа загуба која што се случува сега фактички ги тригерува болките од загубите кои што му се случиле на некој човек од пред 20 години. И таму има и физичка болка и психичка болка и затоа боли. Затоа боли душата. Поради тоа што има вистинска болка во умот на човекот. Тоа е емоција. И гледате, таа болка е у суштина празнината, затоа што во реактивниот ум секогаш има работи или кои што не си ги сакала ти ги дале, и тоа може да направи болка, или си сакал, ама ти ги земале. Ајде, уште еднаш слушнете. Значи, во овој ум, или има нешто си го добил, а не си го сакал, кој ќотек. Детево не ќело ќотек, добило ќотек. Не ќело да се запише у средно, но сакало уметничко, го запишале, не знам, на архитектура. Плаче. Зашто? Добил нешто кое што не го сакал. Гледате, кога ќе добиеш нешто што ти не го сакаш, исто може да направи еден тип на емоционална болка. И она што си го сакал, ама ти го земале, исто така прави такви работи. И имате шампиони луѓе околу вас кои што цело време тоа го прават. Или ќе ви наметнат работи што ги неќете, имате луѓе што цело време ви наметнуваат работи да ги правите што ти неќеш, и тој те тригерува, тој затоа ти реактивира неубави емоции. Затоа што гледате во вашиот реактивен ум точно тоа го има. Работи кои што не си ги сакал, си ги добил, или си сакал да ги имаш и ти ги земале. Се ако имаш некој човек што е пониско со емоциите, тој ти дава тоа што не ти треба и не ти го дава тоа што ти треба. Зошто? Па поради тоа што има игра на тој начин. Реактивниот ум негов си игра со реактивниот ум твој. Зашто реактивниот ум кога ќе се вклучи? Ајде да кажеме, сте виделе луѓе кога ќе се вклучи реактивниот ум, инат ги фаќа. Што вика инатот? Не ти го давам тоа што го сакаш. Не ти го давам тоа што ти го сакаш. Или ако речеш не ќе ова ќе го правам. Гледате, реактивниот ум секогаш е у контра од тоа што ние го сакаме.
Со тоа што гледате, кога човекот ќе изгуби целта и ќе изгуби привремено иднината, сакам да знаете дека станува збор за привремено. Немојте да станете жртва на нештото што ви се случило во вашиот живот и немојте да станете жртва на разочарувањето, поради тоа што можам да разберам дека нештото може да боли, ама ако продолжи да боли и ако го сменеш ставот, поради тоа што си се разочарал, тогаш ти сам си ја тригеруваш болката. Затоа што ставот, сменетиот став, ја тригерува болката исто така. Имате даден човек, ќе почне да не верува веќе во љубов, или не верува веќе во иднина, или не верува во успех. Самото тоа што не верува во успех, во љубов, не верува во иднина. Ние имаме празник, се вика Верба Надеж Љубов, 30 септември. Мајката Софија, Божица на мудроста, ги крстила трите керки Верба Надеж Љубов, затоа што се ризик. Ама тоа е убавината во животот. Не можеш цело време си безбеден. Човек што не верува, што не сака, што не се надева, тој мисли дека е безбеден, затоа што нема се разочара. Луѓе, ова е универзум каде што мора да тргнеш за да добиеш, ама кога ќе тргнеш, може да и загубиш. Ама така е животот направен. Не можеш ти да не отидеш на водно за да не видиш змија. Не можеш ти да не отидеш во некоја пољана за да не видиш крлеш или крлеш да не те нападе. Не можеш ти да не излезеш покрај вардар за некој комарец да не те касне. Ти мораш да живееш и дел од животот е лузната која што човекот ја има, ама поентата е дал човекот со лузниве се уште се бори или станал наблюдувач во играта на животот. Затоа што кога станува наблюдувач во играта на животот, а раната поише го боли. Не го боли раната која продолжува да игра, има нова цел, нова цел, нова цел, нова цел, нова цел. Не го боли раната тогаш. Раната почнува да боли кога се откажува од играта на животот и подлегнува поради тоа што го сменил ставот. Не верува, не се надева, не сака, цинике, разочаране. Тој став му ги тригерува сите овие енграми во неговиот живот. Затоа што човек со лузни само значи дека бил храбар, ама чиме се уште на лидерска позиција и верува во животот и верува во иднината, тој човек е шампион. Тој човек е шампион. Има цитат на еден тениски турнир во Америка. Вели, оној кој што нема се осмели да изгуби, нема се осмели да победи. Гледате, немојте во животот да не се осмелувате да победите. Ова е на US Open, така се вика турнирот во Њујорк. Е сега, ако не тргнеш, нема да стигнеш. Имате луѓе кои што се волни да го загубат потенцијалната добивка која што животот ќе им го даде, поради тоа што имале минати добивки, минати загуби, и сега мислат дека поради тоа што имале минати загуби, нема да имаат добивка, него ќе имаат повторно загуба. И тогаш стануваат исплашени играчи, тоест не се веќе играчи. Тогаш се пиуни кои што се надвор од шаховската табла. Ама ти си креатор на играта, ти си креатор на шахот. Ти си го смислил шахот. Играта на животот е под твое водство, се доека имаш цел и се доека веруваш дека ќе успееш. И тоа никој не може да го земе. Без разлика што си верувал на било кој и некој не ги исполнил твоите очекувања, немој ти да ги не исполниш сопствените очекувања. Мајка ми моја викаше, сине, кој си прави, себе си прави. Тој што ве разочарал, остај го гестот кај него, за да не го земеш кај тебе. Зашто глеј, кога ќе станеш жртва на актот на разочарување на некој човек, тогаш негативноста од таму доаѓа кај тебе. Гледате, кога ќе се разочараш од некој човек, негативниот акт на тој човек доаѓа кај тебе. Ама ако не се разочараш, негативниот акт останува кај човекот кој што го направил. Начинот на кој што луѓето ве победуваат е ве тераат да се разочарате. Ете, ако не се разочараш, никој не може да победи. А ако се разочараш, сам себе си се победуваш. Поради тоа што на некој начин почнуваш да не веруваш во нешто кое што е твое. А што е твое? Твојата иднина. Имајте убав викенд, се гледаме понеделник. Чао. Ваша иднината. Твојата иднина е до тебе да имаш.